Како изгледаше моето детство, а и општо детството на децата од 90-тите години, пошто сите истиот тој период го имаме поминато и сме го правеле заедно што го правев јас. Значи, цело време бевме надвор без разлика, дали било пролет, лето, есен, зима, дали врнело, дали дувало, дали пукало сонце, дали имало снег. Не, луѓе, ние бевме надвор, значи, и игравме разни игри, кои што беа со топка и без топка. Со топка игравме, например, да бие топката, лепчиња, делфин, пученка, 10-9 и други игри. Од друг тип на игри. Куку план, штркот барабоја. Дури бевме надвор, кога ни се јадеше, ќе модевме дома на нашите, ќе му речевме да ни направија сендвич. Најсе што тој сендвич беше со домат циренце и крастајче. Го земавме сендвичо, му ја довнувавме надвор, јадевме, игравме и се веселевме. Дома ако ни беше забавно, досадно, знаевме да играме на Nintendo, односно на платформата Терминатор 2. Ги игравме многу Супер Марио, бајките, тенисот и еден тон други игри што се вклучени за Nintendo, например Battle City, тоа е она. Тенкоите. Друго, на телевизија гледавме цртани, детски емисии, што одеа на прва телевизија, како например Мечето Ушко, Калимеро, Були-були, Бушавата азбука, Звон, македонските народни приказни. Во зима ви текнува кој ќе ни купеа оние топлинчињата, црвенки, карирани, оние гумените чизмички за надвор. Дека спомнав надвор за зима, се санкавме со санки. Се тепавме со топки, правевме снешковци и еден тон други работи. И се сликавме во тој период. Ама, луѓе тогаш немаше ко сега. Чкрап со телефонот, одма го имаш селфито, одма имаш сликата што ти ја направија. Не пилиња. Тогаш те сликат со апаратот, чекаш да се испразни целиот филм и да се однеси, да се развијат слики. Дури тогаш ти ја добиваш сликата. И немаше филтри. И да, за крај, може немавме ние скапи телефони и HD фотографии, ама вербајте, имавме квалитетно и среќно детство. Исполнето со многу радост, среќа и смеа.